изјави. Ќе дојде ќе видите постапувањето. Неизвестност да ме поставате, така? Па не во неизвестни се. Затоа постапувањето. Владо Боршо, фала 2 министри, ќе му ја вратите и... Значи може да констатираме дека не сакате да ни одговорите и дека сакате да не држите во неизвестност. Па добро, имајќи предвид специфичноста на избор на техничка влада како продукт на Пружинскиот договор, секако роковите се скратени во смисла на оно што се редовните рокови за постапување во вакви ситуации. Претходно во координација и во согласно со премиерот, ми имавме претходна средба и рамковни рокови си определивме, така да имајќи ги предвид обврските кои што завршува со денешниот ден околу меѓународната конференција која што е во нашава земја, договоривме од утре да настапуваат роковите за поднесување оставки и за отварање на пат за одржување на седница за констатирање на оставките, на престанокот на функциите на владата и на претседателот на собранието, известување на претседателот на државата дека владата е во оставка и со тоа фактички на прва наредна седница, која што веќе е закажана за 26 овој месец, се отвараат патиштата, односно постапките, процедурите да може да се влезе во избор на новиот претседател на собранието и да настапи обврска за поднесување предлог за мандатар до претседателот на државата, доделување на мандат и организација на 2 последователни седници за избор на влада и за избор на заменици и дополнителни заменици. Ова би почнало, значи, утре, 25 со оставките, ќе продолжи на наредната седница на 26 избор на претседател на собранието, додела на мандат, предпоставувам, на 26 од страна на претседател на државата, поднесување предлог програма и предлог состав на владата на 27 до собранието и со тоа се отвара пат да се свика нова седница за 28 на која што би се избрала владата техничка, на која би се констатирала, значи, престанок на мандат на пратеникот и се отвара пат на 28 да се поднесе извештај од државната, односно да се извести државната изборна комисија дека е престанат мандат на пратеник од соодветната изборна единица, конкретно 5-та, и врз основа на тој извештај и врз основа на надлежноста на техничкиот премиер, до собранието да се достави предлог за заменици и дополнителни заменици министри и извештајот на Државната изборна комисија за прифатен мандат за остатокот на мандатот до крајот на мандатот на овој состав, и со тоа би се отворил патот собранието да свика нова седница на 28 исто така за избор, односно прва точка верификација на мандат на пратеникот кој што треба да дојде и избор на заменици и дополнителни заменици кои што треба да заврши на 28 двете седници, затоа што составот на владата мора да е целосен за да може да стапи во функција 100 дена пред денот предвидено за гласање на парламентарните избори, тоа е 8 мај. Ќе биде ли целосна владата Владата ќе биде во склад на уставот и законот. Како председател на собранието во оставка, вие практично ќе бидете се уште парламентарец и ќе се гласате за техничката влада и техничкиот премиер. Па тоа не е пречка апсолутна, тоа не е новина што ќе се случи. Сите претходни состави така се случува. Пратеникот додека е пратеник ги има сите принадлежности во однос на изјаснување, така нема никаква пречка тоа да се случи. Затоа како ќе се избере владата, ќе се констатира дека на дотичниот пратеник му престанува мандатот.
и од тука Господин Джафери, несвојивоста на функциите, значи настапува во сила. СДСМ ги соопшти кадровските решенија за техничката влада, ВМРО се очекува тоа да го направи вечерва. Дали ќе има промени, кадровски промени во останатиот состав на владата? На прашањето се однесува на местата кои што ги има министерските места и заменичките на ДУИ и на Алијанса за Албанците. Во секој случај тоа е надлежност на органите партиски кои што имаат принадлежности и право да учествуваат во таа влада. Така да нема причина јас да коментирам ничија одлука како што ќе биде. Дали овој одговор значи дека не очекувате да има промени? Па јас сега не сакам ни хипотетички да кажем. Не е работа која што мене ме оптеретува со тоа. Тоа е работа на органите партиски кои што ќе одлучуваат. Нивна е одлука, нема потреба јас да се оптеретувам со тоа дали ќе има или нема да има промени. Така да во контекст на функционирањето на идната влада не е никаков проблем дали ќе бидат исти луѓе или ќе бидат различни луѓе. Дали во составот на техничката влада ќе бидат и министрите предложени од ВМРО? Па ако има предлози ќе бидат.